Добро вечер, 20 часот време за нов блок информации на К1. Еве што издвојуваме во ова празнично информативно издание. Значајноста и тежината на делата на нашите предци ја создаваат одговорноста на нашата генерација за иднината на државата, порача државниот врв по повод Илинден. Секој цвет оставен пред спомениците е продолжување на аманетот за слободна Македонија, вели историчарот Ников. Желбата на тогашните илинденци била слободна Македонија, а денес економски силна држава. Македонија ги одбележува двата Илиндена, државниот врв со честитка до македонскиот народ. Да се чува и негова историјата, тоа е нашето богатство. Предците треба да бидат водилка кон напредокот на нашата земја. Само заедно сплотени можеме да успееме за подобар живот за сите, порача државниот врв. Република Македонија денеска ги одбележува двата историски Илиндена, 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. Председателот Ѓорѓе Иванов од меморијалниот комплекс во Пелинце повика да ја почитуваме и сакаме Македонија, бидејќи само во неа имаме слобода и безбедност и таа е најсигурен влог во иднината на нашите деца. А сето тоа според Иванов ќе го постигнеме само ако се помириме и сплотиме. 25 години сме слободни и независни. Имаме избори на кои граѓаните ги избираат своите представници во институциите на државата. Имаме институции кои носат и спроведуваат закони, но тоа не е доволно. За нас важи една стара мудрост што вели дека духот на слободата не живее само во законите и институциите. Слободата пред се треба да пребива во срцата на луѓето. И ниту еден закон, и ниту една институција или политика не може да ја одржи слободата на Македонија ако таа слобода прво не пробива во срцата на македонските граѓани. И се додека слободата пребива во нас, ние ќе бидеме слободни граѓани во слободна држава. Премиерот Емил Димитриев ја предводеше делегацијата на централното чествување на Мечкин камен во Крушево. Беше положено цвеќе на гробот на Никола Карев, на местото слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република. Волјата на народот е најсилна и секој политичар мора истата да ја почитува. Народот никогаш не греши и секогаш е во право. Негирањето на волјата на граѓаните, секој обид за сомнеш во одлуките на народот, во обид за прикривање на сопствените слабости и порази, представува израз на непочитување на граѓаните и сериозен израз на недемократско однесување. Силно уверен дека одржувањето на изборите ќе оконча политичката криза. Ве уверувам дека како влада ќе направиме се што е во наша надлежност изборите да бидат фер и демократски. Председателот на Собранието Трајко Велјановски во Скопје од пред споменикот на Методија Андонов Ченто, председател на президиумот на АСНОМ порача: делата на ликовите во историјата имаме обврска да ги почитуваме и одбележуваме. Членството во Европската унија е следниот голем приоритет за нашата држава. Нашиот нов Илинден ќе биде денот кога Република Македонија ќе се интегрира во Европската унија. На патот до полноправното членство оствариме голем напредок. Продолжуваме со иста посветеност да работиме на остварувањето на големата цел на граѓаните на Република Македонија. Европската унија не е совршен проект, меѓутоа таа е најдобриот проект за Македонија. Слободата, независноста и просперитетот на државата и понатаму остануваат главни приоритети на државниот врв. Никола Груевски и Зоран Заев, лидерите на двете најголеми политички партии, со честитка по повод Илинден. Желбите на сите македонци се ово Илинден да не обедини во надминување на политичката криза.
Победата, слободата, напредокот, развојот и успехот се нашата финална цел. До неа се доаѓа со почитување и спроведување на основните вредности, порача во своето обраќање председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски по повод празникот Илинден. Тој додаде дека до целта се стигнува со стратегија и тактика, но и со оператива, многу труд и многу работа. Знам дека македонскиот народ едва и чека да добие шанса да се произнесе за се она што го гледа во изминатиот период, да го даде својот глас, да излезе и на слободни, фер избори, да каже дека граѓаните на Македонија се господари на ова парче земја, дека овде живее народ кој знае што сака и знае што прави. Ние македонците, одовде на 2 август, на Илинден, порачуваме дека Македонија, како и секогаш низ историјата, и од оваа состојба ќе излезе уште посилна, уште поуспешна, позрела, економски помокна, општествено подобра, посплотена и пообединета, како иден член на европското и евроатлантското семејство на народи и држави. Од Крушево илинденска честитка испрати и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Дали сме ги исполниле со ништата на борците од сите илиндени, на нашите знајни и незнајни јунаци. Денес се мери според квалитетот на животот. Ако знаеме дека платата во Македонија е најниска на целиот Балкан, а невработеноста највисока, тогаш треба да се исправиме пред висината и да кажеме дека ваква Македонија не е татковината за која мечтаеле илинденците. Ниту за ваква Македонија мечтаат новите генерации. Затоа нам ни треба нов, 4ти Илинден, во кој ќе се обединиме одново, без разлика на вера, народност, пол и убеденија. Заедно, браќа, сестри, земјаци и комшии, како што е запишано и во Крушевскиот манифест. Ќе се избориме за право, за слобода и за социјална правда. Илинден е празникот кој што обединува. Желбите на сите македонци се овој Илинден да не обедини во надминување на политичката криза. Во Велес се одбележани двата Илиндена. Граѓаните се поклонија пред двата најзначајни споменици во градот, спомен Костурницата и споменикот на велешките илинденци. Катерина Нацева го проследи овој настан. Чествувањето на двата Илиндени е завет кон предците и аманет за идните генерации. На 113 годишнината од Илинденското востание 1903 и 72 годишнината од првото заседание на АСНОМ, велешани се поклонија пред двата најзначајни монумента во градот, спомен Костурницата и споменикот на велешките илинденци, со порака Илинден значи достоинство, значи саможртва, Илинден значи борба, значи слобода. Сонот што некогаш било сон за Македонија, денеска е стварност. Ние ја живееме вистината на слободна, независна и самостојна Македонија. Илинден е символот за непокорот и вековната борба што ја води Македонија во целата историска низа од своето 3 милениумско постоење, но и завет за идните генерации, вели Саздов. Уште повеќе што во Велес можеме да се пофалиме и за првиот Илинден, директни учесници од почнување на Илинденското востание со нашите илинденци Јован Алабокот, Докурчев и Тодор Христов офицерчето. За вториот Илинден исто така Панко Брашнар е еден од секретарите, значи со право Велес има посебна чест и гордост да се повика на овој празник, да се гордее со овој празник и како порака и завет за идните генерации да продолжиме да го чествуваме, да го празнуваме и да го почитуваме. Саздов потенцира дека чест и гордост е за секој македонец денес да се поклони пред спомена обележјата на оние кои животот го дале за слободна и независна Република Македонија. Во синџирот на македонскиот непокор значајни алки се и велешките војводи. Алабакот, Докурчев и офицерчето се велешките ликови од илинденскиот период. Илинден 1903, Илинден 2016. 113 години од првиот непокор за слободна независна Македонија. Во синџирот на македонскиот непокор значајни алки се и велешките војводи. Алабакот, Докурчев и офицерчето се најсветлите ликови од илинденскиот период кои потекнуваат од Велешко.
Историјата ја пишуваат храбрите, велат историчарите, додавајќи дека од македонската историска читанка има што да се научи. Јован Наумов Алабакот е највозрастниот велешки војвода. Тој бил задолжен за раководење со вториот Крушевски одред и задолжен за освојување на касарната во Крушево. Андреа Димов Докурчев бил задолжен за освојување на полициската станица и поштенско-телеграфската станица во Крушево. Тодор Христоф Офицерчето е единствениот кој имал воено искуство, поради тоа што учел воена академија во Софија. По неговиот нацрт е направено познатото легендарно Црешово топче, од кое и тој прв пукал. Новите тројци линденски војводи, сите слободноумни луѓе, им се поклонуваат пред нивниот споменик во центарот на Велес. Колку повеќе се истражува минатото на сопствената држава, толку повеќе се открива вистината, велат историчарите. Спомениците изградени во чест на паднатите борци немаат улога само за разубавување на просторот. Тие се тука да не потсетуваат дека за оваа слобода гинеле храбри јунаци. Врз темелите создадени од визионерите за слободна Македонија, денеска ги чествуваме двата Илиндени. Ова е исполнување на заветот кон нашите предци. Спомениците изградени во чест на паднатите борци немаат улога само за разубавување на просторот. Тие се тука да не потсетуваат дека за оваа слобода гинеле храбри јунаци. Сите ние пред овие спомен обрежја треба да се поклонуваме, да им одадеме почит, бидејќи без почитување на спомен обележјата кои што символизираат деловите од историјата, настаните кои што се прикажани преку тие спомен обележја, и изразуваме почит кон севкупна историја на македонскиот народ. Младата генерација треба да биде воспитувана да ги посетува спомен обележјата, да полагат цвеќе уште од мали нозе, да знаат што значи полагање цвеќе на споменик на овие наши великани од нашата подалечна и поблиска историја. Историчарите велат дека колку повеќе се истражува минатото на сопствената држава, толку повеќе се открива вистината. А историскиот архив е местото каде од заборав се чуваат многу значајни записи, вели Ников. Документите многу кажуваат, има простор за истражување од архивите како институција се едно големо богатство, богатство кое што е неисцрпно, кое што постојано се испаѓа некој нов документ кој што може да се види историјата, нашата македонска историја се види. Илинден и Јасном се јасни показатели на она што сакале нашите предци, но и аманет кој го оставаме на идните генерации. Во чествувањето на Илинден се приклучи планинарското друштво Чеплес. Тоа организираше планинарски марш кон ридот Свети Илија. Планинарски марш по повод националниот празник Илинден организираше планинарското друштво Чеплес. Целта на ноќното искачување до ридот Свети Илија во Велес е покрај одбележувањето на празникот и популизација на планинарењето како спорт и вклучување на што поголем број млади. Сакам ова искачување да биде традиционално, со што во иднина ќе имаме поголем број на планинари и онаа цела патека од Врвот или од Свети Спас, црквата Свети Спас до Врвот, сакам да биде исполнета со планинари кои ќе го искачуваат ноќно и ќе имаат светилки со себе и оддалеку да изгледа како една колона од луѓе кои ќе го искачуваат ридот во ноќни услови. Од планинарското друштво вела дека очекуваат планинарскиот марш да најде на добар одзив кај граѓаните. Наредната година очекуваат тој да биде помасовен, а во иднина и традиционален, поради што планираат и проект за осветлување на патеката до ридот Свети Илија. Македонија слави 2 Илиндена, 113 години, 10 дена Крушевска република и 72 години од првото заседание на АСНО. А денеска многу велешани како излетничко место ќе го користат езерото Младост. Уште пред 10 дена од Центарот за јавно здравје испратија информација дека водата во него е безбедна за капење, а и Теквешкото езеро е безбедно за капење. Сања Левкова Ангелова ги има деталите.
Водата од Тиквешкото езеро е безбедна за капење, риболов, напојување на добиток и разни други видови на рекреација, информираат од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Според новиот правилник за квалитет на вода донесен на 20 јули оваа година, водата од Тиквешкото езеро не е загадена. Водите од Тиквешкото езеро според најновите анализи се безбедни како за капење и рекреација, така и за наводнување на земјоделските насади, риболов, односно одгледување на риба и поење на сток. Освен матноста, загадување на водата од Тиквешкото езеро во последните неколку години не е забележано, информираат од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Јас еве 20 години сум како специјалист по хигиена и ги пратам водите од Тиквешкото езеро. Најмалку 15-16 мостри имаме во текот годината, претежно овој летниот период. Водите, освен матноста и сатурацијата, другите параметри сите ми биле во прва и втора класа, односно во дозволеното. Тиквешкото езеро е едно од најголемите вештачки езера во Македонија. Покрај за производство на електрична енергија, водите од Тиквешкото езеро се користат за капење, риболов и рекреација. Ако порано постоела жилбата за слободна Македонија, сега е за силна економија. Кавадарци е една од општините каде обидите на државата за економско јакнење се највидливи. Тука и процентот на невработеноста е најмал, но и функционира најголемата странска инвестиција. Кавадарци се подготвува за нови инвеститори. Па секако дека после оваа голема странска инвестиција се фокусиравме и на домашните и проширување, односно работиме на тоа да се изгради и нова трета индустријска зона, која што претежно ќе биде наменета за домашниот бизнис. Меѓутоа, сакале ние или не, Кавадарци го бие добар глас, така што имаме уште една италијанска инвестиција, која што веќе е стационирана, има земено под закуп одреден простор, кој што ќе се занимава со третман, односно преработка на отпадот и производство на гориво од истиот. Во тек се вработувања и морам да признам дека тешко им оди. Меѓутоа, во тек се и оние дозволи преку Министерството за екологија и тука, според нивните кажувања, мислам дека ќе се вработат уште 150 до 200 луѓе. Исто така, неодамна ја продадовме и локацијата на агроберзата во Кавадарци, која што ја има домашен кавадаречки стопанственик и очекувам да во идниот период истата биде ставена во функција, а со тоа и да имаме конечно регулиран откуп на земјоделски производи. И во тој контекст еве да информирам целокупната јавност дека во Кавадарци веќе со помош на европски пари успеавме да издействуваме скромни финанси со кои што ќе се адаптира една просторија за бизнис центарот, односно регионалната стопанска комора ќе се префрли и ќе работи во овие простори кои што се инаку собственост на локална самоуправа Кавадарци ќе бидат во функција на бизнис секторот од Кавадарци. И еве од вчера веќе ја слушнав и радосната вест која што ја кажа председателот на ВМРО-ДПМН господинот Никола Груевски, а тоа е дека со големи чекори се граба кон новата гасификација на Кавадарци, односно онаа фаза која што беше завршена до Неготино, сега продолжува до Кавадарци, за потоа да продолжи до Прилеп и Битола. Ова не е, морам да кажам, случајно. Кавадарци е и пред Дрекселмајер беше еден од најголемите индустријски центри и мислам дека го заслужува овој ефтин енергенс како за бизнис секторот, така и за сите домаќинства од Кавадарци. Македонија слави 2 Илиндена, 113 години, 10 дена Крушевска република и 72 години од првото заседание на АСНО. До денес во 13 часот во Државната изборна комисија се пријавиле 980 спорни гласачи. Универзитетскиот професор Оливер Андонов во отвореното студио на телевизија Нова зборува за односот помеѓу Македонија и Турција во однос на бегалската криза. Ова се вестите од земјава. 980 граѓани чии што записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно имаат несовпаѓање на податоците во избирачкиот список, заклучно до денес, 2 август 2016 година,
до 13 часот извршиле пријавување до Државната изборна комисија. Од нив 289 се пријавиле во подрачните оделенија на канцелариите и дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 691 за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на Државната изборна комисија, информираат од ДИК. Како Турција ќе се однесува кон проблемите со бегалската криза е едно од најзначајните прашања за Македонија, потенцираше универзитетскиот професор Оливер Андонов. Тој, гостувајќи во отвореното студио на телевизија Нова, потенцираше дека на земјава не значи многу тоа што Ердоган го прави внатре во државата, туку за нас многу е позначајна меѓународната позиција и улогата која Турција има во однос на прашањето со бегалците. Македонија нема интерес било како да реагира по однос на тоа што се случува во Турција, но има потреба да ги следи состојбите за да може да реагира на време, бидејќи ние ќе бидеме први на удар, ако го пушти бегалскиот бран, рече Оливер Андонов. Нови заболени од Зика на Флорида. Американскиот центар за контрола на болести предупредува бремените жени да не патуваат на Флорида. Прераспределени 167 генерали во Турција. Ова се вестите од светот. Бремените жени да не патуваат во сојузната држава Флорида. Ова е најновото предупредување на Американскиот центар за контрола на болести. Надлежните забележале 10 нови случаеви на Зика на Флорида, што значи дека во моментов има 14, поради што гувернерот на сојузната држава Рик Скот побарал федерална помош за борба против ширењето на вирусот. Скот нагласи дека сите заразени во Флорида го добиле вирусот од локалните комарци. Американските здравствени работници уште пред неколку месеци предупредуваа на можност од појава на Зика, но Конгресот не ги одобри фондовите за борба против комарци. ...167 генерали се прераспределени по успешниот воен удар во Турција, пренесуваат турските медиуми. Премиерот Бинали Йилдирим и министерот за одбрана Фикри Ишик, постапувајќи по уредбата подпишана од председателот Реджеп Тајип Ердоган, на други работни места прераспределиле 94 генерали на копнените сили, 22 адмирали и 44 генерали на војното воздухопловство. Според изјавите на министерот Ишик, вакви чистки се очекуваат и во иднина, а во Турција се уште се трага по 113 војници, меѓу кои 10 генерали учесници во обидот за симнување од власт на председателот Ердоган. Нови 8 починати и најмалку 4000 хоспитализирани лица во Јапонија во изминатите 7 дена, како резултат на високите температури. Во последните 4 месеци поради жештините, во болниците во Јапонија хоспитализирани се 25.000 луѓе. Најголем процент од нив се жители кои што живеат во руралните средини и работат на отворено. Од почетокот на јуни, просечната температура во оваа земја е околу 35 степени Целзиусови. Денеска имавме сончево време со засилен ветер. Кон крајот на ноќта е можна појава на пороен дожд со грмежи. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатна вечер.